Затоа пак Рено беше многу конкретен. Иднината не само што ќе биде електрична, туку ќе биде и достапна за сите. Французите во духот на своето минато и со цел за подобра светска иднина започнуваат револуција со новиот Меган E-Tech Electric. Како лани во октомври беше најавен, овој модел за него се кажа дека ќе биде принова во светот на електричните возила која ќе го смени начинот и на кој купувачите ги гледаат и сваќаат. Веќе концептот ни покажа дека серискиот автомобил ќе има блага кросоверска форма, но во основа останува хеджбек. Тоа му обезбеди попросторна внатрешност иако габаритите се помали од сегашниот модел. Должината му изнесува 4,2, ширината 1,8 и висината точно 1,5 метри. Внатрешноста е исполнета со се очекувано од новите технологии, а безбедноста на патниците и безгрижноста на возачот ја гарантираат 26 системи и електронски асистенти. Најважното сепак е користењето на новата модуларна платформа наменски развиена за електричните возила на француско-јапонската алијанса. Меган E-Tech Electric ќе биде понуден во две верзии со 130 и 218 конски сили со батерии од 40 или 60 киловат-часа кои обезбедуваат автономија од 300 односно 460 километри. Продажбата во Европа треба да започне во првата половина на наредната година, а цените засега не се споменуваат. Ке се произведува во фабриката во Дуе на северот на Франција, заедно со идниот Рено 5 кој во Минхен продефилира со придружба на оригиналот од пред половина век. На тој начин, публиката јасно можеше да ја види трансформацијата инспирирана од минатото и поддржана од електриката со која легендарниот модел од идната година наново ќе го живее својот живот.